Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 655-то издание. Започнав една своевидна традиција, секој почеток на месец да реализирам епизода на Дансе Макабре посветена на метал албумите кои сметам дека се вредни за напоменување од минатиот месец, со тоа што тие треба да се преслушаат, isпроцесираат и образува некакво мислење за нив и пред се стават во контекст на дискографијата на самите бендови и во глобалните светски рамки на поджанровите во кои се изразуваат. За јунското издание на Аудиотека, последно за 17-тата сезона, избрав еден heavy metal бенд кој најудобно се чувствува додека се изразува во дум сферата, но со модерни елементи. Потоа концертен албум на култни прогресивни треш металци со симфониски оркестар. Третиот албум е од немилосрден британски метализиран хардкор бенд. Потоа ќе слушнеме втор албум на повратничките металкор ветерани за оваа година. И ќе завршиме со две екстремни турлитави од звук. Првата од мешавина на black metal со death doom, а другата од прогресивен death metal. И двете со недопрени космички пропорции и димензии. Така што седнете, опуштете се, поаѓаме на соничното патешествие низ дисторзираните музички меридијани. Емисијата ја започнавме со композиции од албумот Chemis од истоимениот бенд, односно ја слушнавме Invocation the Dreamer и Corpse of Bloom Garden, а во продолжение ќе слушнеме Grief's Reverie и Carrion King, кои исто така се наоѓаат на првиот албум за кој ќе ви говорам денес. Уживајте. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнина на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва има закажан полноќен танц со смртта по 655 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Секоја аудиотека ми се наметнува прашањето за разиденоста на принципи и пристапи по кои се разликуваат бендовите во денешницата, кои се прастара дилема за тоа кој стил ќе се вреднува повеќе. Тој на бендовите традиционалисти, кои строго ќе се држат до постулатите на жанрот, ќе ги преповторуваат конвенциите на кои се темели правецот и ќе бидат доследни не само на својот израз, туку ќе го поистоветат со една препознатлива форма, која одбива да се амалгамира и предимчи во својот пуризам и затвореност за видоизменување пред се. Или по другиот тавор, на бендови кои секој албумско издание го темелат на нова музичка легура, ниту се срамат, а најмалку се плашат да го држат звукот херметичен или затворен, за да откријат како звучи музиката кога универзумот ќе престане да те лаже дека е безбедно место за битисување. Едното е примордијално, праисконско убедување, кое се храни од молекулите на музичкиот корен, додека пак другото е прогресивно, кое се разгранува токму од калемењето на различните влијанија. На некој начин и двете убедувања ќе помогнат да остане жанрот тоа што е. Првите да не се заборави кои се основните постулати, а вторите да се овозможи мрежување на идеи за да не тапка во место жанрот, туку да се отворат нови можности на канализирање на теченијата и образуваат нови музички синапси пред се. Од едните бендови учиме што жанрот бил, а од другите што може да биде. Важни и нужни се и двата погледи на музиката, за да може да обстои еден жанр, па затоа не треба да се исклучува ниту еден. Може да не ви се допаѓа звукот на првите, кој можеби ќе ви биде попримитивен, или пак тој на другите, кој не би бил во допир со суштината на правецот и би ви звучал диетално. Односно, тука доаѓа опрашање вашиот музички вкус. А јас сум припадник на школата дека за вкусови единствено што може е да се дискутира, затоа што тие се сублимат на нечие слушачко искуство. Затоа денес ќе слушнете анализи на конвенционални и неконвенционални албуми, па вие одберете на што ќе му дадете предност да бликне во вашите звучници.
Првиот албум за вечерва е создаден од квартетот на музичари од Денвер, Колорадо, односно станува збор за петиот албум на бендот Chemist, кој го носи називот и на самиот бенд, кој музицираат заедно од 2012 година до ден денес. Стилистички се изразуваат во рамките на рифаџиството на традиционалниот heavy metal, ширејќи ги музичките хоризонти на спорадичните doom metal провениенци, меѓутоа инкорпорирајќи доста модерни елементи и од останати музички правци, за да го држи пред се слушателот ангажиран, односно може да слушнете по некое бластче и тремоло, па дури и грол од екстремните музички правци, но тоа е само зачинот кој се додава на установениот бастион на звук, што значи дека се во дослух со модерните текови, но знаат и од каде доаѓаат. Со други зборови, главната инспирација секако дека се темели на звукот на Candlemass, но се носи рамо до рамо со Paul Bearer и Grand Magus, па и до Elder. И мора да се носи, ако сакаат да се примамливи на модерниот слушател. Гитаристот Бен Хачерсон е основачот на бендот и започнуваат да издаваат првите албуми за 20 Buck Spin, односно Absolution од 2015 и Haunted од 2016, а за третиот албум да го добија вниманието на Nuclear Blast и започнат со работка со гигантот, првично лиценцирани на Desolation од 2018 од 20 Buck Spin, а потоа станат издавачи Nuclear на наредните Deceiver од 2021 година по пандемијата и новиот албум 5 години подоцна, кој го носи името на самиот бенд, што знаете дека секогаш е јасна индикација, односно изјава дека затемелен е звукот кој сакаат да биде пред се синоним по кој би биле препознаени. Може би го знаете по впечатливите кавери на Down in a Hole и Rainbow in the Dark на компилациите, кај што си имаат најдено во чест на Alice in Chains и на Rainbow, меѓутоа односно на Dio, меѓутоа откако се фатија со Nuclear, започнаа да одат на турнеи како поддршка на Mastodon и на Opeth, кои им се слични по музички сензибилитет и цел свет дозна за квалитетите кои ги поседуваат. Покрај Бен, во бендот пее и вториот гитарист Фил Пандергаст, а ритам секцијата ја сочинуваат Дейвид Смол на бас и Грешел Тамп, од Грешел Тамп се разбира, и тапанарот Зек Колман. На сината обвивка на албумот може да забележиме цртеж на витешкиња која доаѓа до едно мистично откритие под неа. Низ сценичните сонливи предели не води отворачката Invocation of the Dreamer, каде на најдобар начин се слушаат сите музички чинители кои окрасат овој бенд и рифаџиството и мелодијата, додека се замирисува олтарот на боговите на темнината, композиција во која може да уживаме и во нагласениот бас и гитарското соло во неа. Уште една пасторална поетска слика добиваме во Corpse Moon Garden, како што можете да слушнете, во која коскената срж се храни почвата и од крвта се хранат водите, за да никне новиот рај, каде може да уживаме во играноста на гитарите со терците. Најопетовска ми е меѓу песните, па и созвучие и на Leprous, ако веќе се движиме во прогресивните води, каде има и корени Dead Growl како антипод на милозвучниот вокал и гитарското докажување на владење на инструментот во епилогот. Grief's Reverie не допушта и не попушта со рифаџиството, но постепено се раслојува во еден меланхоличен набој меѓу јамите на стравовите и гордоста во чест на тоа што некогаш се нарекувало љубов, но флуктуирањето е толку добро што постојано перфидно се бранува меѓу овие два модуси, а гроловите се радост за душа. Опојна мелодија и епски хеви дум примеси доаѓаат до израз, например, во Beneath the Sight, каде што се разлева насекаде додека сенката демне во ноќта со една прекрасно милозвучно соло на бас, кога композицијата ќе почне да диши меѓу рифовите. Gilded Chambers започнува фуриозно, речиси тречерски, и тука поетската слика е составена од приказот на дамнешните храмови со скапоцени камења, каде светлото постепено го напушта окото и лешинари се хранат од коските. Мотивот на розите се проследува и во Tomb of Roses, која започнува акустично, неокласично ако повеќе милувате, пред да надојде галопот на хеви рифовите со надеж дека ќе може да се скрши оковот и зачекори по
градината која процветала само на месечевите зраци, носејќи го со себе мозаикот на страданијата и раскошното гитарско соло. Carry On King е предпоследна на албумот, дозволувајќи ни да продреме до мислите на кралот, кој го видел падот на кралствата преку бојното поле, каде не се штедат ниту бластовите натапани, ниту гроловите меѓу задуманите рифови. Benediction Tones го затвора албумот, иако во неја се опева дека нема последна песна за пеење, во која се прави исчекор од домените на времето и просторот, танцувајќи во маглата на спорадичното думерско темпо. Времетраењето е 42 минути, што е идеално за едно LP, на која може да се осознаат сите клучни елементи кои го прават овој бенд уникатен и се двои од останатите модерни метал бендови поради начинот на кој се имплементирани гроловите насреде темелот од heavy metal и епски дум, збогатено со прекрасните визуелни пасажи за недопрените мрачни светови опеани во стиховите. Сврнато ткиво кое се создава меѓу овие елементи е на елегантен начин проткаено, красејќи го изразот пред се на Кемис. А за потребите на вториот албум за вечерва, ќе се преселиме во пределите на Квебек, Канада, каде музицираат прогресивните треш метал ветерани Војвод, кои се еден од најстарите треш метал бендови во светот, кои постојат уште од 1982 година. Иако на почетоците се водат како спид метал бенд, тие по сите нишани се прогресивен треш метал бенд од денешен аспект со техничка подкованост која може да се мери со едни Coroner, Watchtower, Mekong Delta, Anacrusis или па Blind Illusion, или ако повеќе милувате, може да ги вметнете во канадската треш метал четворка која се сочинува заедно со Sacrifice, Razor и секако Annihilator. Звучната фузија во 1982 година ја комплетираат под влијание на New Wave of British Heavy Metal бранот на бендови од 70-тите, локалната хардкор панк сцена и влијанието на прогресивните рок-н-рол бендови исто така од 70-тите, со тоа што имаат обработки на песни, на пример на King Crimson и на Pink Floyd, со кои што се образува нивниот уникатен призвук. Бендот го предводат вокалистот Денис Снейк Беланджер од оригиналната постава, а од 2014 година до денес придружени со гитаристот Даниел Чуи Монгрейн и Доминик Роки Ларош на бас. Сега кој тука е и тапанарот Майкл Ауей Лангвин, а за потребите на овој концертен албум и цел оркестар. Од 2005 година починува пред се еден од основачите на бендот, гитаристот Денис Пики Дамур, а кога им треба некаква замена, Ерик Форест е на располагање во екипата во 2000-тите, кога ја напушта Металика, бас им свиреше дури Джейсон Ньюстен на Војвод. И тоа до 2008, ако не се лажам, беше таму. Со нивниот авантуристички и еклектичен пристап под етикетата на Војвод имаат мноштво изданија, започнувајќи со War and Pain од 84-та, Roar од 86-та, Killing Technology 87-та, потоа тука е култниот Dimension Hatros од 1988 година, Notting Face од 89-та. Концепти во кои доминанта станува вонземјанската тема и покорувањето на цивилизациите, што во 90-тите е евидентно на Angel Red од 91-та, The Outer Limits од 93-та, Negatron од 95-та, Phobos од 97-та, а Newstent ерата ја започнуваат со Војвод од 2003-та и Kators од 2006-та. Последниот со Piggy е Infini од 2009-та, а да го намалат интензитетот на издавањето во десеттите со Target Earth од 2013-та и The Wake од 2018-та, после пандемијата го издаваат Synchro Anarchy од 22-та и Morgoth Tales од 23-та. Што би се рекло 16 долгосвирачки албуми, од кои собрани се песните кои се наоѓаат на концертното остварување, од кои на Dimension Hatros мислам дека има 2, од Notting Face исто така 2, Killing Technology има по 2 и по една од Outer Limits, War and Pain и Synchro Anarchy, што е еден од последните нивни албуми, нели, и имаат 2 композиции од EP изданијата, поточно од The End of Dormancy и Post Society, тоа се стари изданија од почетоците на бендот, и секако тука се наоѓа и за крај обработката на Pink Floyd, која што мислам дека на Notting Face беше издадена, ако не грешам.
Од треш метал бендовите секако дека ненадминлив ќе биде концертот на Металика и Филхармонијата од Сан Франциско, да не се лажеме, но како експериментатори пар екселанс, како војвод кои секогаш имале, например, отворен пристап за имплементирање на секакви нетрешерски елементи во звукот, тегнејќи ги изразните средства на тоа што означува пред се војвод, која ќе се додаде фуриозната оркестрација, се создава една громогласна звучна наезда, не баре слушаме инвазија од вонземјани од научно-фантастични филмови во 50-тите, една дистопија која ни се заканува да не стане реалност. Албумот е снимен во Квебек, реализиран со помош на оркестар, односно на симфонијата на оркестарот од Квебек, и тука оркестрацијата на најдобар начин може да го отсликува амбиентот кој е наговестен со апокалиптичната лирика на бендот пред се, давајќи ја потребната боја на настанот. Маскотата на бендот, односно киборгот Коргул, заштитничкиот створ на бендот, уживав кога го видов во позлатениот омот како свири на вселенските оргули, изработен во манирот на се разбира Метрополис, близок на Империјал Триумфанант, така што одлично препознатливо решение обвивката на изданието. Дувачката свита го отпочнува овој концерт за да ги слушаме четирите движечки сили на Експеримент, кога бендот ги изема инструментите во рака и започнува одсечната ритмика, засилена од симфоничната наезда, а кога ќе го наслушнеме вокалот, обиколен од дувачката и гудачката свита, само доаѓа до израз какофоничниот пристап на бендот со таа гудачка свита која прави звучна писта за да слета гитарското соло. Симфонијата не доминира врз рифовите, напротив е нивна поддршка, остава простор за нивна доминација од страна на оркестарот. Holographic Thinking го отсликува например полетувањето во космос и порамнувањето со брзината на светлината, каде доаѓа до израз симфонијата, односно оркестарот со својата грандиозност и громогласност, која си има и свој собствен простор за докажување покрај вокалот. Не баре слушаме филмски скор од мюзикл. Кар Орфлие, The Unknown Knows лие, со помош на класичниот вовет, каде времиња доаѓаат и си одат, но само еден знае што се крие зад нив, каде оргулите на омотот ќе може да ги наслушнеме во една филхармонија на Прокобата. The End of Dormancy започнува со симфониската свита, како да е излезена од ноар некаква комплементарност, постигнувајќи на приказот на надоаѓачката бура која ја понесува со себе катаклизмата. Со спорадичниот почеток на Into My Hypercube се посочува дека затворањето во собствената коцка може и не е најдобра идеја. SF дистопијата може да се наслушне на Forgotten in Space, во која се предупредува дека имаат намера да те фрлат во вселена и да умреш штом ќе се полета. Флейтите ја начнуваат соларната колизија на Cosmic Drama пред наездата на рифови. Во торпедирачката Pre-Ignition се слави совршеното пакување, продуктот на алуминиумскиот отпад. Каноната продолжува со трешерската химна Nuclear War за радиоактивен дожд на неутрони кој го јаде озонот во овој воинствен апокалиптичен потоп од почетоците на кариерата на бендот со милозвучен дувачки вовет. Имаме на Fall, која преминува во меланхолично ламентирачка постепена зомбификација во есента со кратење на денот. Татнеш од перкусии отпочнува Tribal Conviction, се извинувам, за да започне примитивен танц за господарите, и концертот го затвора Astronomy Domain, односно Pink Floyd каверот за прелетувањето на планетите со грандиозност, каква што пред се заслужува со овој филхармониски третман. Време трајањето на албумот секако дека е предолго, саат и 12 минути, не знам кој има време да го слушне во едно седнување со денешниот начин на живот, на одземање внимание од сите кои се обидуваат да ви го украдат преку нотификации и повици, но ако сте подготвени да заминете на едно необично и уникатно патешествие со помош на војвод низ галаксиите, ќе се исклучите од симптомите на денешницата и препуштите на оваа синергија на симфониски оркестар и прогресивен треш метал, комета каква што кој знае дали некогаш повторно би добиле. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ќе слушнеме три композиции од Симфоник, од концертниот албум на Војвод, односно ќе слушнеме Experiment, The Unknown Knows и The End of Dormancy, каде што
се гледаат најдобрите спојки помеѓу оркестарот и бендот, и во продолжение ќе слушнеме неколку композиции од Armor of Angels, албумот на Guilt Trip, односно One by One, Blood Atonement, Angel Eyes, Veins, самата интермисија и Burn. Уживајте. Ако музичкиот плурализам со мешавина на несродни музички правци беа предмет на претходниот блок, за следните два албуми ќе се фокусираме на убавината на затемелените догми и на публиката која најмногу ги почитува од сите жанрови, односно љубителите на хардкор звукот, кој реминесцентната цврстина на изразот ја смета за синоним за квалитетот. Предвидливоста игра голема улога во создавањето и уживањето во слушањето на овие композиции, каде се знае каде е местото пред се на рифот за отворање, каде е делот за мошање и тустеп и каде треба да удри брейкдаунот и сето тоа да оди во репетиција до безсвест, а публиката е жедна за повеќе од истото. На некој начин е своевиден гейткипинг, каде се слави добро научената домашна задача, но потребно е многу повеќе време за да се избришат жанровските граници, како што децении мораше да поминат за да се метализира хардкор во 90-тите или пак да се помеша со дед метал и да се направи дедкор во 2000-тите, за денес да има бендови кои во мешалица ставаат токму old school dead metal и хардкор со јасно определени граници и мерила во една песна без да се стапне на туѓата територија. Мене лично свирки од три исто звучни хардкор бендови во зимската Хавана, например, во минатото ми биле смрт, затоа што после првиот бенд се повторувале конвенциите и досадно ми станувало се понатаму во вечерта, па затоа ги преферирам повеќе свирките каде има метал бенд помеѓу, за да се разбијат стереотипите, за враќањето на хардкор брейкдауните потоа да биде уште поголемо освежување. А доколку имате главоболка од толку многу брейкдауни, не грижете се, тоа е само неможноста на вашиот мозок да ги метаболизира подземните фреквенции. За потребите на третиот албум за вечерва, ќе слетаме во Манчестер, во Обединетото кралство, каде громогласно свират Guilt Trip, британскиот одговор на Hatebreed и Propane, односно старошколски хардкор кој стапува во симбиотичка врска со треш метал рифажата, за да го метализира малку хардкор панкот кој ги краси и да права да ршум се пред себе со масивните рифови со една доза на new metal влијанија кои се кријат помеѓу сите тие рифови. Бендот е петорка која сочинува Джей Валентайн на вокали, Джек Мейден и Сем Бейкер на гитари, Лили Килкоин свири на бас и Том Еймсон на тапани. Бенд кој постои од 2015 година, има 4 долгосвиречки изданија за себе, односно деценија на изданија водејќи се од Weight of Objection од 2016, River of Lies од 2019, пред пандемијата и Severance од 2023, кој си ја заврши работата светот да дознае пред се за нив, за да дојдеме до новиот албум Armor of Angels за овој месец, со тоа што првите албуми се изданија на нивниот собствен лейбл, а кога веќе стана светски познат артист, Roadrunner го издадува нивниот последен албум, кој е денес наменито на дисекција во емисијата, односно е предмет на дискусија. Обивката ја осликува нивната христијанска доктрина, каде во средиштето гледаме, ајде да ја наречеме ренесансна слика на еден архангел кој ги предводи ангелите и ги прободува демоните од пеколите во подножјето, најдобро осликувајќи го пред се нивниот лимитиран црно-бел свет, кој подеднакво е илустриран во крајно неинспиративната христијанска лирика, каде се бара сила од Бога за да се нанесе насилство врз другиот, кој не верува во истите лаги како лирскиот субјект. Еден од малкото случаи во кои кога сум ја прочитал лириката и одгатнал клучот на звукот за бендот, помалку сум го почитувал отколку пред да навлезам во срцевината на смислата зад која стојат, што морам да заклучам дека се недораснати инфантилни христијански догматики, проткаени со насилството во име на Бог. Ама ајде, работа си работа. Албумот започнува со спориот вовет на One by One, во кој ќе ја слушаме заканата дека еден по еден ќе паднете, истакнувајќи дека гневот треба да се испушти за да ја ликвидира надежта, постепено со грамада на рифови за бенгање и гитарски сола за протнување пред брейкдаунот.
Гитарскиот трзај е непореклив на Blood Atonement и фуриозниот ритам на кој ако е волја на Бог, ти си следен за крварење се пее, како начин на ослободување од гревови преку одмазда, каде јасно се гледа доктрината за преземање на одмаздата како средство за справување со грешниците во име на Бог. Најдобар негативен екземплар за пропаста на модерното човештво, со кој се гордее бендот кој го враќа човештвото со нивните доктрини многу чекори назад во еволуцијата со крвната одмазда. Одсечената Cut from God се прелева пресечена од Бог и се проповеда да се пушти крв од гнев во која си крстен. Наследната дрт покрај кршење збор за омраза и закопување во кал, може да наслушнам и провејување на напев на new metal елементи кои евидентни ќе станат понатаму во албумот, но тука се начнуваат меѓу флажолетките во меланхоличниот напев, многу скромно и прикриено. Пинч хармониите акцентираат рифови на Angel Eyes за соочување со старите непријатели, каде Господ простува, ама јас не, вика лирскиот субјект, се извинувам. Наистакнатиот new metal кој агенси кои влијаат се во воведот и напевот на Veins, еден белек кој мора во иднина да го негуваат доколку сакаат да има нешто поразлично меѓу композициите, а тука се опева како губиш контрола и мене ми се закануваш со моето постоење. Не треба да се срамат од овие влијанија и не само срамежливо да ги протнуваат на среди албум, туку треба со нив да се горди. Фейдин игра ја краси експозицијата на No Love Lost, во која се опева тежината на гради која не му дава да диша на лирскиот субјект, каде оклоп на ангели галванизира душата, тука се употребува наслова на албумот. Рифови за бенга имате колку ви душа сака, проследени со флажолетки и убаво е што го засекува албумот со Intermission, една инструментална композиција за која се зема здив, создаде флуктуација во течението што свесно или несвесно е постигнато за да експлодира Burn, со горење на јазици на илјадници змии и посочување каде дека пред се е затворен Riot, една машинхедовска песна од New Metal периодот, ако повеќе сакате. Потоа повторно се враќаме на проверената шема со Suffer Me, каде се прашува дали ќе те јаде подсвеста и совеста, барајќи да ползиме пред Севишниот вокал. Има гостување во наредната композиција, уште еден директен показател на поврзаноста со New Metal сцената е присутен во Resurrection, односно Сони Сандовал од POD, уште еден христијански бенд во која се повикува за оживувањето на милоста во себе по падот од Riot. Албумот го запечатува The Banner of Heaven, во која се бара сила од Бог да пресече јазици на тугите лаги, каде во молитва кука дека различно верците му ја задишале вербата и гордоста, меѓутоа тој ќе се одмастал. Време трајањето е 34 минути и тоа е сосема доволно за содржината која има да ја сподели бендот, кој представува христијанска пропаганда спакувана под фасадата на метализираниот хардкор, кој е нозвучен, репетитивен, ги постигнува саканите агресивни цели, но каде понатаму? Ќе продолжи ли бендот да ја молзи формулата до смрт и ќе бидат затворени со тоа пред се на музички рамки и ќе ги задоволат фановите, или ќе треба да го освежи звукот на таа една песна што 12 пати ја отсвиреа можеби на албумот. Остава ми нината да покаже за тоа. Од Европа се селиме повторно во Америка, меѓутоа во Селим, Месечусетс, за четвртиот албум за вечерва од ветераните на металкор сцената, во која ќе се каже поим за металкор, мора да биде овој бенд напоменат меѓу кои имиња и да се реферираат, односно Converge, кој со албумот Jane Doe ставија постамент на модерниот металкор звук во 2000-тите. На новиот албум свират Джейкоб Бенон на вокали, кој исто така работи продукцијата, Крт Белоу, кој ги пишува и гитарите за албумот, меѓутоа исто така вокалите, работи на продукцијата и снимањето и миксот и едноставно неговата визија ја комплетира. Тоа се двајцата кои го оформиле бендот и кои се денес во него. Потоа Нейт Ньютон е на бас, кој исто така вришти некаде на албумот, и Бен Колер кој односно негови се перкусиите, паните. Тие се двојата останатите бендови што од самиот почеток на кариерата, токму со полиритмите и джез ритмиката пред се, каде со
експерименталниот пристап и наглите и експлозивни звуци, кои што се како своевидни детонации на звучни бомби ги прават неконтролив и непредвидлив бенд и во студио и во живо, но тој Меткор, кој иако кога го дизајнирале шаблонот за него немале назив за тоа што го правеле, меѓутоа се едни од најзаслужните за негово промовирање, се разбира заедно со Dillinger Escape Plan, но тоа е дебата за друго време. Тие постојат уште од 1990 година и како и сите други респектабилни бендови почнале со обработки на хардкор и метал бендовите пред да го издадат Halo in Haystack од 1994, тоа е ерата на Integrity, кога се метализира хардкор, за потоа да започна со работка со издавачите Equal Vision Records, со кои ќе ги издадат Petition The Empty Sky од 96-та, When Forever Comes Crashing 98-та, кулминирајќи со Jane Doe од 2001 година, албумот кој стана алфа и омега на жанрот, по кој веќе стапуваат во контакт со издавачите Epitaph од 2000-тите со изданија со кои јас ги открив, како You Fail Me од 2004-та, No Heroes од 2006-та, X to Fall од 2009-та. Соработката ја продолжуваат и до ден денес, а во 10-тите издаваат само два албуми, All We Love We Live, Behind од 2012-та, The Dusk in Us од 2017-та. А тие што исто така се познати по многу колаборации со бројни бендови, особено членовите на Cave-In и Neurosis, меѓутоа по пандемијата не обзнанија со соработката за албумот Blood Moon Eye 2021 година, кој беше колаборација со одличната Chelsea Wolfe. Тоа значеше дека до пред почетокот на годината имаа 10 албуми, а денес има 12, односно пријатно не изненадија пред се оваа година со моќниот Love Is Not Enough од 2026, нели, во февруари, мислам, ако не се лажам, го издаде овој албум, и тоа не им беше доволно очигледно, лежеле на мноштво бисери и решиле да ги испукаат во 12-тиот албум за кој ќе говорам денес, Hum of Hurt. На обивката има една визуелна репрезентација на фреквенција, нешто што би требало да биде EKG снимка, судејќи според називот на албумот да речеме дека тоа е шепотот на болката на сите луѓе на земјата уловен на снимка. Свесни биле дека нема модерниот слушател трпение за дупли албуми, ние не преслушуваме еден, а не па да не удриш со два албуми, ама затоа оваа практика со време помеѓу нив е добра за да им посветиме доволно внимание засемно на секој еден од нив, иако иницијално му ја мислеле да ги направат нојзерски. Знаете дека ако излезете со една листа на намирници за пазарење, нема да се вратите секоја што продуктите од неа. Така е и со Converge, а гневот на човештвото може да се долови на различни начини всушност. Морам да направам компарација со албумот од февруари Love Is Not Enough, кој не извади од мен теши, што би рекле народски, односно јас не очекував толку добро да ја долови безнадежноста на светот кој е заминат во канализација, ама за разлика од него па овој албум си даваат повеќе простор за дишење и движење, зема здив, прават слоевити надоградби низ богати ритмички и рифаџиски текстури, меѓутоа како да се однесува еден бенд по разорниот албум што го издадоа, туку да најде начин да го собере очајот на човештвото и да го синтетизира на едно место, еден печворк на вресоци и лелеци, едно тегнење на сите страни како човештвото кое не умее да застане на своји нозе затоа што нема зошто да си верува ниту на себе си, ниту на својот збор. Интроспективен албум е прашање во кој преку отворањето на раните се согледуваат грешките направени во животот кои довеле да се биде човек кој не сакаме да бидеме, но како да се оди напред од оваа точка. Треба да слушнеме албумот за да го откриеме тоа. Прелазот на тапање започнува Slip the Nose, која е своевидно интро на албумот, каде се воспоставува идентификација со слушателот опевајќи дека лирското јас има видено дел од себе во него, така што ортомата може да се симне по ова поистоветување. Екот на гитари се провејува низ оваа експедитивна композиција, во која блика музичката агресија која кулминира во бластови. Со препознатлив риф и осечни тапани започнува Doom and Bloom, во која се посегнува по недофатливи спомени за тоа што некогаш човекот бил. Никој нема право да ме суди кога отворам рани и искоренувам корење, се опева во неа. Камо guilt trip да слушнаа Converge ќе научеа да пишуваат лирик.
Душевниот немир на најдобар начин умеат на музичка нетрпеливост да го доловат со It Only Gets Worse, а уште еден доказ за поседување на меткор прецизноста и сладжи валканоста во која се отсликуваат додека се давиме во растечката вода, да дознаеме дека светот е индиферентен на нас и само ќе станува полош и полош. Не очекувајте утеха толку рано во албумот од Converge, сега се констатира само болеста на човештвото, распадот на индивидуата пред се. Активирана е детонатор, каде спорадично се скрима дека нема што да се победи ако нема губитник, а се што добиваме додека доаѓа по незнајна цена пред се, кога страста ќе ја снема, откажувањето е логично, но се посочува да не дозволиме да бидеме детонирани од грешките кои ќе ги направиме. Сладжи мид-темпо бомба насреде албумот според мене. Преку игривата I Won't Let You Go со нагласен дисторзиран фанки бас да знаеме дека тука не е задоволен субјектот од себе си и сака да биде подобар човек, кој го заслужуваат саканите и бара се уште да не се откажуваат од него, свесен за неговата уништувачка природа, за што сведочи трешерската ритмика во музичката ентропија. Игривоста со гитарските ефекти е присутна во It's Not Up To Us, во која се говори што значи да не се биде доволно добар и да се нема крај без волја за борба. Но рифажата е пргава и нема откажување од пребродувањето на музичката хаотичност. Пулсирачка ритам секција со пролонгирана бас линија ја предводи думерската Dream the Breeze, најдолгата на албумот, каде ни стивок речиси нечуен напев во чуваме раст во 3 фази, како дете кое сака да биде сакано, молчелив тинејџер и маж кој станал товар. Портрет на ѓубре кој никому не му треба, залуден живот за тоа што од мали сме прелажени дека можеме да бидеме се што ќе посакаме. После траурната композиција следува It Used to Matter. Насловот доволно укажува за инструменталниот израз, само го потврдува кажаното низ меланхоличното липење со помош во молк на губитокот на вредности низ преводот на времињата со слайдерска гитара за да експлодира Hum of Heart, кулминацијата на албумот каде субјектот одбива да се покори, пливајќи против брановите и пак не почувствувал слобода и притоа се претворил во човекот кој не сака да биде и огледало кое го прикажува она што светот не го гледа. Рифаџиско шрапнелство се извива во оваа композиција, иако константна подлога врз која се скрима представува пред се. Фейдаутот е нечи фейдин, односно Nothing is Over, е ритмичка побуна, стани, ајде, ништо не е завршено, додека бирократијата убива, теократијата поробува, технологијата лаже очи и не се бориме за автономија. Меѓутоа, како? Прашањето е кое се поставува во оваа песна, а одговорот е We must rage for the dying light. Така викаат Converge. Да гневиме по светлото на умирање. Дансе Макабре е токму тоа. Време трајањето на албумот е идеално, 33 минути, каде дури на овој албум си земаат простор за здив во самите композиции, успоруваат темпо за да се направи дополнителна текстура од гитарските ефекти и доловат меланхолични ноти кои ќе го отсликуваат разочарувањето од себе си како индивидуа која нема да биде задоволна од створот во кој се има претворено, но нема намера да се откаже од борбата за подобрување на себе си. Тука ќе направиме кратка музичка пауза и се разбира дека ќе слушаме композиции од Hum of Heart на Converge. Слушаме Slipknot, ја слушаме Doom and Bloom, Detonator, Dream the Breeze, It Used to Matter и Hum of Heart. Мислам дека ова се најмоćните композиции од албумот. И потоа ќе слушнеме нешто сосема поразлично, односно Soulburn ги слушаме со Quantifying Cosmic Doom и композициите Pohi, The Embellished Dark Source of Unending Creation, потоа Stalactites of Molten Flesh и Iconox Spew, Black at the Razor's Edge. Уживајте!
последниот сегмент на албуми за оваа епизода е антипод на претходниот, затоа што вклучува прогресивни бендови за кои не постојат граници, не само на земјината топка, туку ниту во универзумот. Нивната имагинација е разјарена, нескротено дивее низ галаксиите, освојува светови, разурнува цивилизации, го принудува слушателот да се запраша што бара воопшто на оваа планета, која му е функцијата на постоењето, дали ги има направено вистинските одлуки во животот или па постојано ќе се кае во погрешните патишта на кои зачекорил. Во прашање се автори кои ги знаат конвенциите на екстремните метал правци, ги го учеле занаетот од бластовите во дед метал бендовите и тремоло од блекерите. Меѓутоа, не ги задоволува да останат доследни исклучиво на постаментите на жанрот, напротив, мораат да истражуваат каде може да ги води звукот. Немаат проблем да ги прескокнат бариерите на жанровските конвенции и не сметаат дека е предаство ако вклучат елементи попатно на некои сентименти кои не се сродни на исконските правци, како што се мелодични лидови, чистото пеење, кои ќе ги негираат тврдокорните љубители на екстремниот звук затоа што се горди на своите предрасуди и тесната призма на стравот низ која ја гледаат музиката како тоа што сакаат да е, а не како тоа што може да биде. Нема да биде една песна помалку метал ако има покомплексна структура, ниту пак ќе страда црнилото ако му се додаде некоја боја. Можев да изберам многу традиционални black и death metal албуми да ви представам за оваа емисија, кои се преповторување на добро установени формули и немаше да сгрешам ниту со тој избор. Ќе имам во некои од наредните аудиотеки од наредната сезона таква можност, но за ова сакав да обрнам внимание на музичарите кои дисторзиите ги сваќаат како пораки восприемени од цивилизации од другата страна на сончевите системи, кои не можеме да ги разбереме дека се само преданија за нашето бенигно постоење и паразитирање на нашата планета, па екстремните звуци стануваат одраз на илузијата која се крши. За петтиот албум, за вечерва, повторно ќе морам да отпатувам во Европа, овој пат во Холандија, каде ќе бидеме пречекани од Soulburn. Бендот кој, доколку не ви е познат како поим, како назив, сигурно ќе го знаете најзначајниот холандски death doom metal бенд Asphyx, од кој во средината на 90-тите, поточно во 96-та, насреде неговото распаѓање, Ерик Даниелс на гитари и Бог Бакус на тапани, барале начин како љубовта кон Батори и Веном да ја остварат во друг проект, со кој во 1998 година го издаваат првиот албум Feeding on Angels за Century Media, каде може да се воочат black metal елементите, но и оставнината на death doom влијанијата кои се нели неизбришливи од нивниот ракурс, што не ги спречува да образуваат интригантна комбинаторика која ќе сведочи за нивната способност за хибридизација на поларитетните правци, каде death doom е некаква оставнина во палимпсестот, правец кој не може да го избриша од нивната ДНК, ама може да се надогради. Само што потоа овој проект се стави во умирување, затоа што се реактивираше Asphyx, со истата постава на бендот Soulburn. Повторно почнуваат да издаваат 16 години подоцна, односно тоа е вториот албум The Suffocating Darkness од 2014 и 2 години подоцна Earthless Pagan Spirit. За време на пандемијата ги напушта основачот Боб Бакус, заменете со Марк Верхар, со кој го издаваат Noah's Dark од 2020 година, кој го издава независно. За оваа година да го добиеме четвртиот албум Quantifying Cosmic Doom, кој е издание на Testimony Records. На него поставата е иста како предходниот, предводен и на вокал и бас на Тван Ван Гел. За потребите на албумот ќе погледнеме во бесконечниот амбис на космичката празнина, каде растргнате човечкиот живот со сета негова метафизичка символика на сите страни, како што можам да забележам во обвивката нацртана на Мануел Тинеманс, ако не грешам. Од Black Metal страната бездната ја има слушнато исто така и Necrophobic и Primordial, ама неизбежно е да постои една нишка на Asphyx, па и на останатите бендови во кои што свиреле членовите на Soulburn, односно Pentacle и Graceless, барем од тоа малку што сум го слушнал од нив, иако љубовта кон првиот бран на Black Metal е неминовна кај овие космички патници.
Бластовите и тремало летаат на сите страни пред да се надвисне гитарската мелодија на отворачката The Braveheart of Nightmares, во која се начнува пловидбата по морето на мислите, именувано како Мирион, каде блекерските вресоци доаѓаат на сцена насреде прогонувачките мелодични пасажи со едно разлекување на мелодијата со клин вокал, за еден засек напреку, каде наслушнуваме пулс и разложени акорди со одеци како сонети предели. Едно симнување на капата кон Ватори е можеби Павахи, The Embellishment Dark Source of Unending Creation, каде се надополнува исцртувањето на картографијата на местата посетени од ветриштата, провеани од гитарското тремало кое удира како цунами. Тван Пе Небаре е член на Epic Heavy Metal Doom Band, иако позадината е блекерска музичка тундра. Клин гитарите ја отпочнуваат да Pyramid Absurd, во која се прави едно лавкрафтовско патешествие во недопрените мистични предели на антички градби и цивилизации, за да се создаде разорен, спорадичен ритам кој соодветствува на Dead Doom провениенција, на која се додава смрзнувачко гитарско тремало и прави невообичаена спојка по која е препознаен бендот пред да надвисне мелодијата. Потоа надоврзувачки започнува An Impious Journey Through The Cathedral's Mouth, како што може да забележите, километарски се насловите на нивните песни и пред се албуми, во која се трансцендентира преку 7 мориња низ вечната пустина, најкратка е и некомплицирана со својата испреплетеност на мелодијата и агресијата. Композицијата Stalactites of Molten Flesh е творба со најубавите грозоморни описи на посмртна уметност од скаменети коски, кои ниту бластовите и вресоците не може да искршат. Тапаните ја отпочнуваат М87, What Hopes to Be Born и незаприливиот даркерски вокал кој без престан ја го опеа пред се преданието за несветата рожба низ космичките пространства во дамнешни храмови и гробишта со едно гитарско клинаутро. Громогласно започнува думерскиот пролог на ритам секцијата и блекерските гитарски мелодии на Iconox Spew Black at the Razor's Edge, како бомбастично наговестување на црнокрилестите божици на ноќта кои доаѓаат како предвезнички на смртта, со прекрасно блекерско опевање на нивното фуриозно доаѓање на бластовите со задумани пресврти. Се разбира, мора некаде гитарската мелодија да бликне од лидот на ова обредна творба. Down Among the Stars започнува и завршува како чиста стонер композиција со клин вокали, додека постепено се кршат империските сфери, тука додека не осамне дисторзираниот бас на кој згаснуваат звездите. Низ осцилирањето на Вселената се слуша и спорадичниот одек на The Desolationist, во која сите ќе бидеме ликвидирани, вшмукани во црна материја преку семоќната гитарска мелодија споро и болно. Предпоследната, In the Very Time That Will Rot Us, представува еден повик за отпочнување на скапувањето на ова мид-темпо, која има неколку стихови отпеани само на гитарско тремало, што звучи заканувачки, па преку даркерскиот вокал се разлева и епохална гитарска мелодија, додека не врати назад доживувањето преку извик. Албумот го затвора An Innocuous Swath of Sky, во која времето на Холандски го опеваат како е недостижен концепт за човекот, а кога се дедумери во прашање треба да биде тмурно и апокалиптично затворањето во спор ритам и дупли бас, и во епилогот повторно се вратиме на тој прогонувачки гитарски клин. Времетрањето е прекумерно и предолго, саати на минута, може да се скрати патешествието за некоја постапна станица и албумот да добие на консистентност наместо расплинување, но кратењето е непознат глагол кај дедумерите што свират black metal, така што ако го бараат вашето пролонгирано внимание, дадете им го, затоа што ќе добиете непознати галаксии, поминете низ неслушнати музички тесници, со надеж дека ќе бидете поразлични од мигот кога сте се одлучиле да се препуштите на звучното патешествие. Емисијата ја започнавме во Денвер, Колорадо, за воја на иронијата ќе ја завршиме токму таму. Односно се враќаме на местото на злосторството, местоположбата во која сеизмички се активни Entropist, прогресивен death metal бенд кој
се можеби најмладиот бенд за кој ќе ви говорам денес, петорка составена од Джереми Джейберт Смит на бас, Мет Глисон на тапани, Уил Винсон и Соломон Смит на гитари, со тоа што Соломон исто така и пее, а вокал исто така и Паркер Кичинг, кој започна да издаваат синглки во 2022 година, значи се постпандемиски образувани и активни за оваа година да го добиеме нивното прво издадено албумско деби. Музичари кои свират заедно од факултет и за потребите на деби остварувањето одлучуваат да создадат концептуален албум составен од две носечки идеи, едната секако е апокалиптичната визија на судирот со вселенските битија, како и конфликтот во кој влегуваат луѓето со нив, но и во конфликтот кој го имаат со себе си, со сите сомнежи кои ги носиме внатре и неможноста за себереализирање, сентименти кои одлично се пресликани со присуството на виолината пред се на албумот. Шенон Бортфелд на обвивката има нацртано еден мрачен вртлок кој ги впива сите постоечки бои во ништавилото на темнината. На лирско рамниште албумот започнува како потреба за барање на сопственото место во светот, кое е на изумирање, каде постепено испарува вистината и патилата се мрежуваат за на крај да се создаде сопственото место, односно да се затемели днината по своја мерка. Затоа и започнува со помрачни композиции, водејќи кон една звучна победа со пооптимистички напев на хоризонтот во турскиот елемент. Албумот започнува етапно со гитарски клин, на кој наслушнуваме вокализација која преминува во вресоци врз нагласената бас линија во Intense Warmth, во која субјектот не е задоволен од поимањето на поимливиот свет, мечта е дека ќе може да го промени. Откако вкусуваме кои се прогресивните death metal димензии со кои оперира овој бенд, следува акустичен гитарски вовед дополнет со виолина во Devourers, за таа хармонија да биде комплетно нарушена од какофонијата на френетичните гитари и неправилен ритам, разглобувајќи ја замката на самотијата во која може да западнеме во секојдневието со диалог на два различни скрима со игриви гитарски лидови на крај. Пештерскиот ехот на надоаѓачкиот перкашен ја начнува I Hunger, уште една масивна композиција со пробудувачки рифови кои копаат со ниските штимови во пеколите и таму некаде во далечината може да се наслушне фрагмент на виолината насреде џвакањето со уста полна со рифови. The Ritual е првата од трите габаритни композиции, повторно со лажно интро на клин гитара, на чија што со морничавост никој нема да и поверува затоа што следува еден fade in и fade out во играта која го носи во преден план рифот на која има и повремени бластови и меткор брейкдаун со вокален двоец, бас линија и вокализација за да се земе здив пред наредниот звучен ураган. Иако и Desert of Limbo започнува со клинна гитара, се разбива некаква неправилна ритмика и туловско-петовска мелодија на која со клин вокал се разлива, за разлика од досега се останува прогрок амбиентот, за кога ќе се предадеме да бидеме вовлечени во агресивниот полнеж со еден прогерски танц на ритам секцијата и дистанцирачки врисок. Джез на екранот имате на Wandering, која почнав да се сомневам дека има некој балканско потекло од музичарите, затоа што толку напаленост на неправилни ритмови не сум слушнал од американци, затоа што ова звучи како ментализирана верзија на Лепи Сол, да речеме, ајде Chromatic Point ако повеќе би сакале, но убаво е да се слушне дека ги бива за джемање. Го свативме тоа досега, но ете имале потреба да го докажат тоа и без вокали на интригантни гитарски терци и разигран ритам во прогресивен метал. Како се ближи крајот на албумот, така и погабаритни стануваат композициите, меѓутоа менуваат и на звучноста. Се отклонуваат од молскиот пристап и одат кон повеќе кон дурскиот, како во случајот на Creation, во која може да се воочи едно големо наклонување кон прог метал чинителите, каде се започнува танц меѓу инструментите во кои се наклонува повеќе на туровскиот призвук со клин вокали, туловски пристап, има гролови, не грижете се, креацијата има два ума пред се
Затворањето на албумот се изведува преку најдолгата композиција која што ќе ви говорам денес, Revelation, 14-минутна епопеја, што за прогери е само загревање. Се разбира се робува на собственото клише и се започнува со разложен акорд на клин пред да започне на дуровска мелодија, каде албумот веќе добива едно оптимистичко светло, контрастно од тоа на почетокот, но е збирштина на се што сме слушнале во албумот, една рекапитулација за да не изведе на новиот пат како променети личности подготвени за нови предизвици. Време трајањето се разбира дека е несразмерно, немилосредно и екстензивно, 1 сат. Знаеме дека е концептуален албум во прашање, но изморува едночасовното слушање затоа што не е единствениот албум во светот што треба да се преслуша, но не е залудно, туку е вредно неговото преслушување, затоа што има прекрасни музички секвенции кои сведочат за владеењето на инструментите, а склоноста на експериментирање за пофалба, особено со инкорпорирањето на виолината, неправилниот ритам, гитарските мелодии кои се мелем на секоја рана. Од останатите музички правци, најреминесцентни представуваници на death metal жанрот секако дека беа албумите на култните Non-Slaughter, Satanic Chaos Legions, underground верзијата на сатанистичкиот death metal на Deicide и Vital Remains, а уште една црста стара коска беше и албумот на Fleshcrawl, Epitome of Carnage, а за љубителите на мелодичниот death metal секако дека можам да ги препорачам Fires in the Distance со нивниот нов албум Circadian Promise и мелодичен death doom налик Insomnium и секако death metal со мелодии без клин вокали, каде што ништо не е меко, Avares со албумот Perpetual Ruin, а доколку сакате шпанска итерација на Arch Enemy, тогаш Bloodhunter се тука за вас со Sons of the Abandoned, што е еден своевиден шпански пандан на тоа што го прават скандинавците. Прогресивците меѓу death металците ги издадоа и албумите на Dissentient, односно Black Galactic и Longshore исто така издадоа нивен нов албум Nothing Left to Deconstruct, кој што повеќе потсетува на Tesseract. За разлика од death металците, бројот на квалитетните black metal албуми беше значително поголем и многу тежок беше мојот избор за оваа емисија, затоа што сите имаат различен пристап и видување на жанрот. Едно од најзначајните изданија за минатиот месец беше Morg и нивниот албум Monolith, Black со heavy елементи, иако имаат почнато како трве бенд, потоа Apostle со A Splinter in the Infinite Noumenon, пост-рок, пост-black metal бенд, потоа Angest со Perpetual Anguish, и пред се новиот албум на Frostman, можем да ги напоменам како моќни модерни black metal проекти, Blood Mother со истоимениот албум, еден авангарден пост-black metal бенд, и на него исто така може да му ги додадеме во таа нишка и Unius со албумот Sotera, што се еден shoegaze пост-метал бенд. За традиционалистите тука се суровите Nargarot со Apocalyptic Steel, со еден одличен видеозапис што издадоа за тој албум. Ќе ги додадеме и холанѓаните Valk, кои ми се јазично неразбирливи, и бендови кои не преведуваат текстови на англиски, не ги ни земам предвид, колку и да е убава нивната музика. Не можам и не морам пред се да учам јазик за да разберам што пее нивниот бенд, заради тоа што сме договорени сите жители на овој свет дека ќе комуницираме на англиски јазик и не е тешка работата и буквално ако треба и да се преведат самите лирики на песните, нема да ви падне круната. И да го напоменам уште во овие рамки Malice и нивниот албум Eternal Echo of the Fall, како уште еден значаен black metal албум за изминатиот месец. Љубителите на металкор ги имаат August Burns Red со нивниот нов албум, љубителите на deathcore ги имаат Knights of Malice со Chaos Exordium. Power металците уживаа во новиот албум на Masterplan. Тука е и супергрупата Sigra, односно со нивниот албум Requiem for a Pipe Dream. Industrial љубителите го имаат Mortis со Ghost of Europa, Nightmare со Imperium и Genghis Throne, да ги споменеме, кој исто така издадува нов албум. Од думерите гордо стаја Brand Warning со Rituals of Shame и Enlightenment, односно швајцарски doom бенд со рок-н-рол влијание. Тие што сакаат да слушаат бор метал, како што го нарекуваат Борзој,
го издадува нивниот албум The Great Fires, односно Evil Flowers. Look Outside the Window исто така беше едно издание на членовите на Slipknot, музика која што апсолутно нема никаква допрена точка со Slipknot. Пост-хардкорците, да ги напоменам, со одличниот албум Fucked Up, бендот со Gresken Move Stones, односно вториот дел со нивната масовна епопеја за патешествието на мајмунот, односно Year of the Monkey. За даркерите ги имаме The 69, Evergrey, Tarja и Evanescence со нови албуми и секако не смее да се заборави Blood Incantations со нивниот прекрасен атмосферичен албум All Gates Open, односно самиот музички саундтрак за снимањето на нивниот последен студиски албум. За крајот на емисијата ќе ги слушнеме композициите Devour Us, I Hunger и The Wandering на Entropist од нивниот албум The Vision. Денес имам можност да ви говорам за албумите Chemist од бендот Chemist, Symphonic од бендот Voivod, Armor of Angels од бендот Guilt Trip, Hum of Heart од Converge, Quantifying Cosmic Doom од бендот Soulburn и The Vision, албумот на бендот Entropist. Јас сум Златко Ѓеревски и го затворам 655-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте гласна музика за да не бидете роб на систем кој сака тивка контрола. Чао!